Полека изминува првата недела од изборниот караван. Кампањата почна со старата реторика да се добие глас во антагонизмот на национална основа. Кој е албанофоб, а кој е криминалец? Во ово издание на Тренинг соговорник е колегата Владко Стојановски од Неделникот и од порталот Фокус. Добре дојдете во емисијата. Добре дојде во емисијата. Добро Венедов. Стојановски, мислиш ли дека реториката на Мицковски против Ахмети и Дуи практично ги обединува албанците околу интегративците и му штети на некој начин на владиниот коалиционен партнер, пред се тука мислам на Вреди? Така, па оваа реторика на релација Мицковски Ахмети практично представува продолжение од изборната кампања од претходните парламентарни избори ланската година, по која дојде до промена на власта. Таа изборна кампања кулминираше со ваков тип на размена на зборови помеѓу Ахмети и Мицковски, кои содржаа тип на метафори кои во себе имаат елементи на навреди па и на закани. И гледаме дека таков тип на реторика и на кампања продолжува сега во пресред на овие локални избори и на претходните парламентарни и на овие локални избори. Таков тип на кампања и реторика им користи и на Ахмети и на Мицковски. Тие политички профитираат од таков тип на размена на зборови во смисла на партиски рейтинзи и автоматски им наштетуваат не само на коалицијските партнери на Мицковски, односно на Влен, туку му наштетуваат и на СДСМ. Неголеми губитници од таа размена на зборови и директна конфронтација помеѓу Мицковски и Ахмети, да речеме на етнонационална основа, најмногу трпат СДСМ. Влен така ќе биде, претпоставувам, и на овие избори. Колку истрагата и обвиненијата поврзани со трагедијата во дискотеката Пулс ќе имаат некакви реперкусии врз целосниот изборен резултат, пред се тука говорам на врз владеачката гарнитура? Па сметам дека ќе имаат одредено влијание. Тоа е неминовно поради размерот и пропорциите кои ги имаше оваа трагедија. Меѓутоа, мислам дека нема да биде тоа влијание големо или пресудно од една едноставна причина, што актуелната владеачка гарнитура владе година и пол. Значи, тоа е горе-доле една година во моментот кога се случи трагедијата. И тоа и дава комоција и простор на власта да избегне одговорност за ваков тип на трагедии кои се квалификуваат како системски трагедии, како пропуст на системот, а тој систем не го градела само таа влада таа една година, туку е производ на многу други влади претходно. Дали разгорувањето на политичкиот пожар на некој начин им штети на двете партии, најголеми македонски ВМРО, ДПМН и СДСМ, имајќи во предвид дека во делот на оваа трагедија во Кочани веројатно има вмешаност и на претходните гарнитури, но одговорноста треба да се бара и од актуелната владеачка, од актуелната власт. Така, значи вмешаност има на индивидуално ниво на луѓе од сите гарнитури, условно кажам, ако може да ги наречеме гарнитури, кои припаѓаат или инклинираат кон левата и кон десната опција. Само прашањето што дека не станува збор за индивидуална одговорност. Таа одговорност можеби и ќе се лоцира, иако има дилеми и за тоа, како ќе тече судскиот процес, кога ќе заврши. Значи, на крај може таа одговорност и ќе се лоцира. Меѓутоа, не збориме дека само за кривично правна одговорност, туку збориме и за политичка и морална одговорност. Сметам дека таа одговорност сега за сега не е преземена. Колку најавите на кандидатите, плановите, програмите на потенцијалните кандидати за градоначалници содействуваат со реалност или се всушност пред се политички памфлет? Па сметам дека поблиску до вистината е второво. Значи, уназад постојано предизборно се промовираат програми кои се практично неостварливи. И на крај тие се квантифицираат од страна на учесниците на изборите и кандидатите за градоначалници, кои вела дека оствариле 80%, 90%, некои вели дека оствариле 99% од програмата. Тоа е и теоретски и практично невозможно. Значи, ние доколку земеме да направиме увид
тие проекти кои биле ставени во изборна програма, колку од нив е реализиран, значи добар просек би бил и да е 50. Значи ако се отпочне реализација на некој проект или ако се фрли лопата, тоа не значи дека тој проект е реализиран. И затоа сметам дека граѓаните веќе се уморни од ваков тип на наветувања и се повеќе паѓа довербата во политичките актери, а во самиот изборен процес. И сметам, меѓу другото и од таа причина, дека на овие локални избори ќе има генерално и намалена излезност на изборите. Во делот на битката во албанскиот кампус, Чаир, Гостивар, Тетово, па и Кичево како општина која се смета како голем предизвик во битката меѓу партиите од албанскиот табор. Дали од тоа ќе зависи понатамошната политичка слика во државата каква би била? Дали може да очекуваме ново прекројување или регрупирање на политичката сцена? Можно е. Тоа е главно зависи од изборните резултати, но и од интерпретацијата на тие изборни резултати, бидејќи на ланските избори имавме номинално едни бројки, но и едната и другата коалиција, и таа на Дуи на Влен, се прогласија за победници. Можно е и сега да се случи иста ситуација, дуи да речеме да освои повеќе гласови кумулативно на советничките листи, бидејќи е најраспространета партија, има гласови во средини каде што претпоставувам Влен уште нема отворено ни штабови, но нема да може да демонстрира триумфализам Дуи во таква ситуација, без разлика каква ќе биде разликата во однос на Влен на советничките листи, доколку не ги освои градоначалничките места во водечките општини. Пред се оние со најголема символика. Тоа се Чаир, кај што имаме и Тетово, каде што фактички двајцата фронтмени на Влен влегуваат во директна битка. Па тука би ги стајал и Гостивар, како битна општина, Струга, и Дуи мора да триумфира во тие општини, ако сака да прогласи победа во секоја смисла која нема да биде оспорувана. Доколку Дуи успее да го постигне тоа, тогаш притисокот за вонредни избори ќе биде преголем и не сум сигурен колку власта ќе може да го издржи. Доколку биде обратна ситуација, тогаш тоа ќе значи вовед во консолидација на Влен како единствена политичка партија и зависно од тие два исхода, значи можно е и регрупирање на политичката сцена, бидејќи знаеме дека и двете фактички структури политички се еден вид на коалиции. Значи можно е, како и во минатото, дел од тие политички партии или фракции што се во тие коалиции да преминуваат на едната или на другата страна, но све тоа ќе зависи од изборите и од толкувањето. Ако го спомнавме Кичево, сметам дека тоа треба да биде најголем изборен трофеј што го посакува ВМРО ДПМН во ситуација кога горе-доле другава слика е чиста. Тоа би го представило како голема победа да ја врати општината под своја контрола после неколку мандати владеена од Дуи. Иста таква општина со многу големо значење сметам дека ќе биде Куманово за СДСМ. Значи СДСМ за да почне да се враќа у живот, сметам дека мора прво да ги врати тие гласови и тие гласачи што заминаа кај ЗНАМ. Тие се гласачи директно од СДСМ откинати од ткивото на СДСМ што заминаа во ЗНАМ, а доколку успее да триумфира СДСМ, кандидатот на СДСМ во Куманово, тоа ќе биде почеток на тој процес на враќање на тие гласови кои ќе помогнат на партијата повторно да се врати да се крене во живот, па можно да се врати на победнички патеки. Благодарам за разговорот. Благодарам за поканата.